Тарзанки ти се свијаат на машко. Што е таа Тарзан? Па ние како пак. Не сум твој тип, ја знам. Може за пратечи да те земам. Не знам више какви женски ми се Па свиѓа. на лице место решава, но се свиѓа и си вика, ова е парта. Не знам дали баш конкретно тука, ама Не, секако тука има- сигурно не во студиото кај нас. И сите девојки на светот да се споразат едно дете, кој ќе ми значи искрено. Да. Од сите девојки? Кој сакаш да се бери? Сите девојки и едно дете. Ја би сите девојки искрено. Ми фамилија веројатно Да. единствено нешто што е важно во живот. Зашо би било логично тоа да е сунчано, што ќе смени тоа? А зошто да го сонча задниот дел кога не и се гледа, пример, да те прашам? Не, јас борам кога нема купачи, зошто се сунчаат жените. Ме нервира ту влез кога не ми викаат добар ден. Добро вечер, Македонија, и добре дојдовте во новото издание на Hot Stars, кое што го снимаме тука под отворено небо, односно во Хотел Мирор, Бока ди Лупо. Уште на сам почеток сакам да ги поздравам секако нашите главни поддржувачи на овој проект за да може да се изреализира, а тоа се Еберлин Биокозметика, кои што ќе бидат присутни во сите наши летни приказни. А токму една таква приказна ќе испишеме и денес со момците кои што моментално се многу актуелни кај нас во Македонија, си направија свој звук, си имаат своја публика, имаат своји песни. Луѓето ги препознаваат по не сум твој тип, ја знам, ама нема да, ама на крајот од денот не може да бидете тип на секој, тоа да ни биде јасно. Некои ги препознаваат по дај може, дај може. И сега верувам дека знаете за кого станува збор, сакам да ги поканиме Дупер да ни се придружат заедно со нас или Борис и Илчо. Како сте ми, момци? Браво. Илчо, Да, ве браво. поздравам. Браво. Роберт, сакаш да кажеш, така? Како сте ми? Супер, супер. Може да си седнеме сега? Може, Е, може. Како ви се допадна најавата? Добро беше, окей. Топ. Стварно добро. Се распеав малку, бе, Стварно. каже, пофалете ме, пример, ме бива. Да, може, Можам може, да се болje пробам испева. во некоја... Таа Може за пратечи да те земам. Навистина? Да, за лај. Може, зашто да не. Малку ке се подмладам и јас. Како сте ми? Дали сте добри? Добре, добре. Супер сме. Малце ме лази нешто, не знам што е, ама Е, па знаеш како летно време, кога се снима Да, да, да. надвор, околностите тие се во некои студио. ајде, змаеви летаат. Минатата, мислам, имавме емисии, затоа што снимаме покрај вода, има емисии каде што доаѓаат комарци. И сега, пример, имавме емисија Специјално, каде што да, зборувавме специјално, ама они си се гости. Да. Доаѓаат, гледаат светла, камери, сакаат да бидат популарни. Има. Луѓенца, така. како сте ми, кажете ми, дали работите, како си го поминувате летото, што се случува со вас, еве, прв пат сте ни вака заедно со нас, многу ми е драго поради тоа. Да работиме, да, периодов сме ептен насочени кон тоа да завршиме се што планиравме претходно, што не можевме. Сакаме да извадиме албум до крај на годинава и тоа не е Браво. сега во главна концентрација. Македонската публика, јас верувам дека ве познава како повеќе како Дупер, но не ве познава како Илчо и како Борис. Да. Што мислите вие? Зошто е тоа така? Вие не давате доволно да се знае за вас или? Па не, ние првично почнавме да правиме музика. Не сакавме да бидеме популарни како Борис Илчо или нешто. Не, ние нас важно да сме популарни, важно е да не слушаат музиката. И веројатно целиот фокус ни е свртен околу креативноста наместо околу лајфстајлот. Не продаваме ние лајфстайл. Па добро, Сме ама многу нели одат нормални, тоа сме. едно со друго, нели одат тие работи заедно. За да ги слушаат нели песните, треба и некоја популарност со тек на време се стекнува, веројатно. Да, ама кај нас нема, например, некој екстрема, да речеш, луди се дечки. Многу сме нормални, многу нормални животи живееме балансирано и Ке ве запознаеме, Да. не знам, тоа вие го кажувате. така да, мислам дека е тоа, затоа е тој јаз меѓу бендот и личниот живот. Јас морам тука да направам една пауза, односно не пауза, туку да се надоврзам на овој разговор. Зборувавме пред да почнеме емисијата со дека снимавме емисија друга каде што снимавме TikTok и викам на која песна ќе снимаме TikTok и овие двајца прекрасни момци тука што седат до мене ми викаат нема шанса. Зошто? Тоа што е срамота, зашто? Нема има многу тиктокери што ќе се навредат. Добро, ама ние не сме затоа, не ни личи нас, многу сме некако, не знам. Се снимаме, нема врска, ама не ни оди природно. Ана многу не треба да се изфорсираме од два. Мислам, и тие видеа што ги имаме поснато се така како со многу резерва. верување, со многу Со верување. молење онака дај ви излези пред камера, дај да го направиме тоа. Пример, у спот е многу различно.
знаеш која ти е улогата, доаѓаш, го глумиш и чао пријател. А тука нели е исто и тоа е пример камера, гледаш, пример знаеш која ти е улогата. Не, ама тука треба да си доволно свој. А успот не мора да си свој. Ние успот сме чистачи security, така да... Сакаш да ми кажеш пример дека сега пример моментално она што е актуелно зборување, снимање, каде сум, што сум, како сум, зошто сум, не сте тоа вие. А тоа го налага еве пример конкретно го налага денешното време. За некои луѓе, нас не ни било тоа некако природно, не ни доаѓало, ние се трудиме да бидеме најсвои во музиката и некако и во животот нормално и сега тоа малку ние надвор од комфорот, што не значи дека све што е надвор од комфорот е добро. Или лошо, така е. Лошо, да. Да, ја за доброто сум поише, така што мислам дека све што е надвор од комфор некогаш може да биде и лошо, затоа што едноставно не се осеќаш природен кога правиш нешто со сила, нели? Да, апсолутно е така. Мислам и тоа и се приметува. Ако правиш нешто со сила на крајот од денот, го гледаат луѓето. Па нормално се Кога е гледа нешто кога си isforsirano. фекер. Да, не убаво е да си тоа што си. Се има луѓе на кои што им стои да се снимаат. Ја гледам влогери, мислам сум гледал јутубери како дете и на тие луѓе знаат да си го направат секојдневниот живот интересен, Да. ама нашите животи валјда не сме толку вични ние да ги направиме да бидат атрактивни. Може и не ни сакаме да бидат. Да. Може би Поверојатно е тоа, да, поверојатно е тоа. Па, предпоставувам, кај вас публиката посекако доаѓа, еве пример, дали вие се снимате или не, дали снимате TikTok или лайв се вклучувате или не, кај вас публиката е присутна. Тоа го докажуваат ти двата концерти сега што следат. Првиот е во Битола, вториот е во Охрид, 5 август. Прекрасни дати имате одбрано, 17 18 јули. 18, добро го сгрешив. Ево Битола и после тоа веднаш се префрлате во оној голем ек на летото, што би се рекло, во Охрид. Секоја ви чест за тоа што работите. Мислам, браво. Но јас многу се радувам вистински кога некој нешто прави и концерт, сепак да организираш. Треба да си имаш прво храброст. Па и за нас е голем чекор, особено што локациите се такви, некако, не знам, атмосферата таму е друга. И, например, у Битола прв пат ќе настапиме, тоа е многу интересно. Прв пат ќе настапувате општо? Ќе биде супер, мислам, во секој случај, ние сме превозбудени и сигурни сме дека сите што ќе дадат добро ќе се прави. Не се ни сомневам дека тоа ќе биде така. Кажете ми, имате нешто припремено за таму? Можеби ќе имате нешто пример од страна на гости, можеби некој поранешен член ќе ви дојде да ви се придружи заедно со вас. Поранешни членови никако не. Лошо искуство со остава на страни не се враќа назад. Па не, животот продолжува и тоа е тоа. Не е дека како со бивши што не треба да се враќаш. Така мислам претходни. Стварно, пример, некогаш што размислувате за тоа кога ги спомна за бившите? Некогаш треба ли да се даде простор, шанса и еве да се треба да пробаш да се зезнеш понекогаш, мислам. За да сватиш дека тоа не ти треба од живот. Ама од друга страна па не ми викаат пази што ќе кажеш да не ти се деси. Така да ти затоа излеси се кјутиш повеќе. Да, ќе кјутам. Сакав да кажам пример, обично публиката кога гледа или луѓето кога гледаат луѓе како вас кои што работат во тим, вие работите двајца заедно во група. Обично секогаш се смета дека сте како пакет, како едно цело, но сепак вие сте различни индивидуи, имате различни размислувања, различни видици, можеби до некаде ви се слични, но сепак сте различни луѓе. Во што најмногу се разликувате? Илчо, сакам ти да ми кажеш. Во све се разликуваме. Мислам како што старееме, све вака ни се разделуваат патиштата. Мислам, чекај, кај ќе се разделувате сега нели почнавме? Ама не, тоа сите го сваќаат многу сериозно, тоа е добро. Мислам, ние имаме начин и јазик како да ги комуницираме разликите. Тоа е добро кога си различен со некој. Мислам, досадно ако е некој како мене. Што се тие разлики? Кажи ми нешто, пример. Поема немам, не знам. Во све има разлика. Ние немаме многу малку слични работи, например, многу сме слични во А што ве спојува? Вредностите, во хуморот, во некои такви ствари кои што можат да те спојат со човек. Ти ако се запнеш за нешто може да те раздели најголема глупост, мислам. Да, апсолутно е така. Цело време е работа со било каков однос да имаш со некој друг. Така што не е глупаво звучи дека сме различни, ама стварно сме различни луѓе. Мислам затоа и функционира како што треба. Не Борис, ти што ќе ме кажеш, ајде Па не, јас се слагам, мислам различно е во смисла, не знам, едниот повеќе сака едни работи, прави другиот сака други работи. Едниот влече по, да речам, удадени моменти на постара музика, некој на понова, па после некој друг сака да смени. Како наоѓате заеднички јазик?
Збориме, тоа е. Комуникација, тоа е најбитно. И вајда со тек на време доверба некоја градиш и доверба вкусот, мислам. Сега конкретно за музика кога зборам. Така. А на база на другарство не сме имале сега не знам каков проблем, мислам, се имаме скарано, ама тоа не е нешто што Сега сакав тоа да прашам, дали има Не, некогаш дека- пример период, да се наљутите толку многу еден на друг да не зборите некој период. Ама инаку те фаќа некој нема да период, го не знам, правам. недела дена и тоа еднаш мислам дека си има десано, нешто Нешто такво. такво, да, нешто што е секој не вие. Ама ние се знаеме, више не знам колку. 15 години. Некогаш Така ви бил нешто, ли да. пример страв затоа што знаеш како од другарство кога ќе прерасне во партнери во работа, малку е различно затоа што другарство има емоција, веќе работата си бара работа и нема тука исклучоци. Некогаш ви бил ли страв дека можете пример тоа пријателство да се изгуби? Нормално дека не било, ама сега ако не скокнеш некојаш, џаве, мислам, ние имавме многу голема мотивација да почнеме нешто, затоа што ни тргна и муабетот, ни тргна и музиката правење, така што немаше избор некако, тоа ќе останеше само приказка у нашите глави ако не пробавме ништо. Мислам, ние уште Кој беше работиме. иницијатор? На почеток. Немаше нешто баш ајде дојди ти кај мене. Да, немаше. Ние од школа се срекававме, Да, мислам, така беше. од средно Заедно се учевме у клас 3-4 година и за некој хор, оркестар, нешто не споија. И така бегавме од часови, тоа не беше као изговор, Изговор. да свириме. И немаше тука нешто, после рековме да ја пробаме. Песна напишавме на англиски, среќа не извадивме никогаш. И Чекај, беше лош текстот, лоша не, мелодијата или срекаш што? пошто на англиски е. Аха. И да почнеме по тој пат, мислам дека ќе сватевме одма дека не сме international и дека нема да не чуе светот одма. Што Да. мислам дека тоа е замислата сите кои прават на англиски прва песна. Мислите ли дека пример работите доаѓаат тогаш пример кога треба, кога има Да. време, не кога ги Да. форсираме да бидат? Апсолутно. Да. Треба да си спремен кога ќе ти се случат. Треба да работиш ти во меѓувреме, ама немаш па да мислам, мора да почекаш некојаш да се случи. Не е... Трпението, тоа трпението е мислам дека е најтешкото нешто што човек може да го научи со тек на време, затоа што не може сите работи да ги добиеме, иако сега не знам за вас, јас ќе си кажам во моje име, јас сакам сега и одма. Што може да се сработи сега и одма, нема чекање, нема утре, нема простор давање време Така на пееме времето. ние. Сакам се и сакам одма. затоа што кажавме сте многу различни. Кој е тој што Не сме толку многу различни, Кажува. ама сме карактерно различни А, како ти го луѓе. направи драматично, ти онака. многу кажа сериозно скроз, испадна, пун да. сега Не, како не, растеме, не, тогаш ништо, да. водиме. Сме различни, ама не е тоа нешто страшно. Сакам да прашам, кој повеќе пример кажува, ајде може пример ви давам, не знам, се одлучувате за некој проект и еден од вас, кој е тој што кажува, ајде може да го направиме, кој кажува, чекај малце да размислиме, ќе биде ли добро. Јас сум тој чекам малце да размислим, он вика Ти ајде. си позначи тој што анализира. Не, само се поише се плашам. Се плашиш? Да. Од што? Не сум. Од неуспех појма немам. Од све и свашта од. Од неуспех. Сите се плашиме од неуспех. Да, Мислам, нема он се човек што плаши има. помалку од мене и тоа не прави различно. Ама па ако не пробаш, Така е, така е. реално, како имаш едно баш сега пред некое време го гледав, има пикадо и беа стрелките на сите на крај, а има пикадо што е празно и што вика, а барем си пробал и да утнеш и да направиш грешка, тоа е многу човечно, според мене, не знам. Нема друг избор, мислам, дека не знам дали е човечно или не, ама нема друг избор. Некојаш ќе сгрешиш. Да, Така да некогаш ќе сгрешиш, некогаш ќе направиш ќе нешто научиш. што треба. Ајде ве прашам за љубов. Не знам дали ве прашале до сега. Не знам дали сте кажале. Сигурно. Сигурно. Добро, јас Имаш немам ли слушната. симпатија? Имам, да. Симпатија, леле, од кога го немам слушната зборот, а колку е преубав? Стварно е убав, да, ама Нема тежина тој избор некако. Зошто? Па као пролазно е, нема, не знам, симпатија, некако може да имаш тројца симпатија, разбираш, не може една љубов постои само. Па сега од симпатија нели се раѓа понатака љубов. Добро, дур не се роди, така е, не. Иначе мора да имаш пример, ете 3 симпатии, сега од тие ќе си бираш што ти одговара. Така е. Вие имате ли нешто што ви одговара во моментот? Од симпатиите? Па не знам дали имате симпатија, проба да ми кажете. Девојки, Ја имам жени, девојка, не деца. знам, деца немам се уште, жена исто, не девојка ми е се уште. Кој е поопуштен со девојки? На кој повеќе му приоѓаат девојки? На него. да, не.
Немој ќе го скараме сега. докторски. Немој ќе направиме после Немаме како тоа го мериш, не знам како да кажам. какви девојки ти се свиѓаат тебе? Па се што немам јас сакам да има тоа. Што е тоа? Па црна коса, црни очи и Дечко да нема. тај дечко. Имаш, немам ни јаво, така. имаш. Имаш, да, више Да. зема, Сега е почна да се модерно зима, да. време, може да Тие смените се работа. некои ствари, да. Ама ти ми кажеш само за физички изглед. А пример карактерно, што Па ве карактерно привлекува све кај што еден имам партнер? тогаш. Ама сега јас те разбирам, дај да му кажеме и на гледачите. Нема што вака, Како ќе си фати женска, бе, дај го збили се моца, човек. што да кажам, чеч. Кажи, Јас сакам големи да ќе напунам, биде... не знам више какви женски ми се Па свиѓа. на лице место решава, он му се свиѓа и си вика, ова е партали. Не, знаеш што ми треба? Тоа е тоа. Ми треба некој што ќе ме предизвикува, не знам како да кажам, како Ке сакам те она, предизвикува енергетски, па било умствено. како, знаеш она да има доволна иницијатива, да сака да прави работи, да е добра во нешто, па ја да сакам да сум добар во нешто друго. Знаеш онака да ме тера да правам работи што ја не би ги направил на своја иницијатива. Као на пример сега правиме ние музика, да речеме. Добро. И Илчо ќе ми рече, ама слушни ја терцава, ја ќе му кажам, брат, не ја ставај терцава. Зашто ја не сакам многу хармонии такви. Ти сакаш некој да те натера нешто. Сакам да има иницијатива за да правиме нешто заедно. Така. А- Некоја активност што не ја правил сам. Да. Да. Пример на куглање да го носи или на Да еве има на пикадо, на Да. не знам, да јадат суши, он нема сега пробано после суши. интервјуа некој Ама не, сакам сега тука Пише нешто, нешто. не, сакам нешто тука да прашам одма, затоа што сега јас ти зборам под женска перспектива и ние женските бараме машки кои што имаат иницијатива за нешто. Ти го зборуваш Ја го зборам дека обострано. јас сум тој човек. Аха, Да, барем ја така се гледам. Јас реков ти само бараш некој да те, Не, да ми те треба носи ја да- некаде да, на Ја куглење некам ваму женската таму. мена ме фати. Да. Добро, значи да те предизвикува. Сакаш Ама некоја треба да е интересна девојка. треба да е two way street. Треба кога ќе седнеш муаве да правиш да не е интервју. Јас сега да поставам прашање, да. Не. Илчо, кажи ми ти заљубен си, кажи ми твојата партнерка каква е? Ти во што се заљуби во неа? Што те привлече? Што те држи уште? Не знам, многу работи се, не е само едно. Повеќе работи се, само што доминира. Што те привлече прво, кажи ми кај... Ме привлекува кога девојка е интелигентна и знае да почне муаве тона, наместо ја да се мачам цела вечер, например. Ме привлекува кога некој знае, се интересира за други луѓе, што прават, како прават, што има познавања различни. Многу е смирена, тоа ме привлекува исто. Интересна Не ми карактеристика. дава некои непотребни секираци. Ти си побунтовен? Не сум бунтовен, ама бара секој од нас некогаш да доеш дома и да се осеќаш нели како да си безбеден, емотивно да речем. Да, И точно. тоа чувство ми прија, да. А вие што правите за тоа? Го правите ли тоа, пример? Може ли? Затоа што, пример, многу е убаво кога ќе кажеш што сакаш, но дали можеш да го дадеш, затоа што вие сте уметници кои што работат реално и до доцна А навечер. и тоа разбирање е потребно нели во врската. Мислам, комуникацијата е секако и претходно што зборавме. Ако може да се реши се што со муавет, тоаш не знам дали може да има било каков проблем. Тоа дали било со партнер или со бизнис пријател, Немој партнер ќе те Business with разберам. pleasure, не љубовен партнер. Љубовен сега да кажам. партнер, знаеш што, сега сакав претходно да си прашам, денес модерно време е, како што кажавме и со ова. Има и истополови врски, јас веќе кога ми доаѓаат гости кај мене во емисија, не знам дури ни како да се однесувам, што да си прашам, како да си прашам, реков, чекај, нема да грешам нешто, да заминам во некој правец. Не е тоа ништо страшно, сега ако прашаш ќе ти каже некој. Да. Па не верувам дека се толку отворени за признавање реално ете тие што се конкретно насочени кон истополови. Не за мене ми односи. кажувале секогаш кога сум ги прашал, ама валјда не сум новинар, валјда Не ги полаво. постави, види тука 4 камери, сите вперени во нив рачене. Кај ќе ти кажа шанса нема, може само да ти заобиколи одговори, иначе нема шанса. Вие кој мислење го имате? Да нема мене што да ми се свиѓа у тоа. Не знам како да кажам. Мене може да ми се свиѓа нешто у мојот живот, ама нема што да ми се свиѓа нешто у туѓиот живот. Знаеш, тоа е као сега да влезам Па ја да, еве се. да му кажам кој како треба по дома да живее или да прави. Тоа е Еве сега ќе ти дадам еден пример. Илчо е во врска, здравје Боже, во иднина ќе
стапи во брак, веројатно, претпоставувам, може, ако сака. Видиме. Ќе видиме, да, живи здрави да сме. Млади сме. После тоа следуваат нели некако последователно деца. И сега детето ти расте, човече, и ти кажува: "Абе тато, да си дојде син, тато, јас се залюби во машко." Како тогаш ќе постапиш? Тоа ми е прашањето. Што да го што како да постапи? Нели е твое дете тоа? Ако се роди со некој хендикеп здравствен, што ќе му правиш? Ќе го оставиш на улица? Нема да го оставиш на улица. Така е, не Ако е знам. депресивно Малку- детето, Не, ако многу е широка темата, Малку се не е признати, цела- не. Да, сакав да кажам само некој пример, не знаев како да, го. не знам дали е толку сериозно како што го прават сите тоа, нели? Да. Само секој си го тера своето и тоа е тоа. Ние ни сметало кога нас ни зборат како треба да правиме, ме разбираш? Цел животот кога сме почнати да правиме музика, некој ни кажува на нас што треба да правиме и каква песна треба да извадиме. Што е поисплатливо сега, дека треба тиктоци да снимаме за да ни се пробива музиката и све тоа. И сега ја да го правам тоа истото на некој човек кој што си го живее животот како што мисли дека си го живее, малце не е фер. Да ти кажам право, многу убав одговор ми даде. Искрено. Ти благодарам. Се надевам дека не навредивме никој, не сакајќи немавме намера. Не очекував ова да ми го кажеш, ама стварно многу убав одговор ми даде. Кажи ми, што сметашете за тие такви паметњакович луѓе кои што ти кажуваат што треба да правиш, што е за тебе најдобро? Дали тие луѓе, примерете, можеби прават нешто во животот или се само тука за да кажат што е подобро од другиот да го прави? Не знам. Или зошто го прават? Па не знам сега зошто го прават, секој си има различни проблеми у главата, мислам, сите сме се ние различни луѓе со своји натрешни и надворешни фрки, така што не знам, јас се трудам да не навредувам никој затоа што сум бил навреден, како што зборевме и претходно. Што те навредило најмногу? Свашта се ме навредило, се уште ме навредуваат работи, ама не се трудам да... Ама што, кажи ми нешто, сега дури стварно ме интересира, затоа те прашувам. Што те навредува? Што е оно што не можеш да го преминеш? Не, можам да преминам преку се, само нема да го продолжам контактот со било кој што ме навредил. Може да ме навреди се и свашта, од физички изглед до коментари такви приватни, до не знам, прелюбопитност или било каква форма на преголема заситеност на тоа ја што правам или како правам, тоа ми смета. Добро, а тебе, Борис? Што можеме да направиме? Што може да ти извади онака и од... Да те навреди прво, а после може да ми кажете и што може да ви извади од такт? Не, мене од такт ме вади кога ќе ми каже некој: многу си популарен сега." Знаеш, тоа ме вади од такт. Зошто? Одма. Па не знам, некако ми е... Се срамиш ти? Ама не, Не, што искрено. значи тоа? Не знам, не можам да сватам што значи тоа. Многу си популарен, не се Па јас ве поздравуваш или најавив нешто како од тоа. популарни дека сте. Тоа е вистина актуелни сте, мислам, нормално Актуелни е. е друго, популарни, знаеш како, ама и контекстот е. Тука ти го кажува како демек, правиш важен. што ти е... А се крена Да. сакао, демек не правиш муавет. Епа, Пошто не знаеш што да те праша, уствари, тоа е... кажи му ти си за тоа останал таму назад. Ма нема врска, не е тоа за... Не секој се бави со јавна професија. Да, точно. Да, така да јас сега не можам на некој доктор да му кажам: ти не си популарен." Мислам, кај да биде А он популарен? најврвен доктор, пример, во неговата Си е работа. супер у тоа што го работи. И тоа е као на која нова песна, знаеш. Да. И сега тоа ми е па подобро прашање, пошто барем знам дека прати, знае барем кога е последната песна. Така да Што те навредува? по последно време мора да признам многу малце ствари ме навредува, зашто многу малце ствари лично си ги сваќам. Браво. И доаѓа тоа некој тренинг. Читаш долго време тоа некој лош коментар или престануваш едноставно да слушаш кој што те збори, си го затвараш кругот на твоите, другарите, фамилијата и тоа е тоа, мислам. На крајот остануваш ти у животот со тие луѓе. Да, ќе влезат со Нови, работници, така е. нови пријатели, не знам, девојка, незините, така натаму, ама тоа пак ќе биде кругот на семејството и пријателите, на крај тоа е. Илчо кажа нешто што ми привлече внимание и сакам да те прашам зошто се навредуваш од коментари? Зошто те навредува некој ако ти каже пример за физички изглед? Не се навредувам јас од коментари, се навредувам од непристојни луѓе.
луѓе што немаат место да зборат било што за било кого, разбираш, сега јас можам мислам нешто за тебе, тоа значи дека треба ти го кажам. Нема врска тоа каков е коментарот, замисли да земам сега да пишувам на луѓе што вадат музика во Македонија, кај што не постои ништо. Кај што никој ништо не прави, ние се трудиме да правиме нешто, среќа има и многу други млади луѓе и постари што го поддржуваат тоа. И сега јас најпаметен да се направам и да земам да ги критикувам тие луѓе кои што работат нешто во оваа држава. Сите сакаат да си идат од овде. Ние го стимулираме нашиот јазик да биде уште актуелен, да се креира на тој јазик, за да остане жив јазикот, нели? Колку и да му звучи на тоа на некого смешно, ама Знаеш ли дека хитот е најдобар сега во моментот, иако е погрешно, е најдобар доказ дека си на прав пат. мене ми е тоа одвратно, искрено да ти кажам. Ја не можам да го сватам тоа, можеби така функционира светот, ама не викам дека треба на секоја песна аплауз ти да добиваш или не знам што, не викаме дека сме совршени сега кога, ама немој да го грдиш тоа кога некој работи, кога некој се Ја труди. не сум сигурен за тоа дека си на добар пат. Лошата реклама е лоша реклама. Ти Не, ќе бидеш популарен, ама не е добра реклама. сакам тука да се надоврзам на него, затоа што тој кажува, ние правиме песни, работиме нешто, Во ствараме овој случај, нешто. да. И пример, таму, повеќе од луѓето, не знам, како така да се родени, програмирани, не знам што им се случува. Полесно им е да напишат нешто лошо, отколку да напишат нешто добро. Јас од тој аспект кажувам дека те приметуваат, им пречиш, им бодиш во очи, правиш нешто што тие можеби сакаат да го прават, но не го прават. Ма од добро, тој дојди аспект- ќе си направиме муавет, немој Не што е може работа. секој да стигне. Не може секој да дојде. Нема секој храброст да го направи тоа во живо. Многу е Океј. полесно позади. Многу ми е трошење на својот живот тоа на некој друг. Вниманието да ти го зема некој што прави нешто што не го правиш ти или не знам што е поразличен од тебе и тоа да ти биде тебе целото внимание, мене ми е тоа малце, не знам, за Океј. преиспитување ако ништо друго, да видиш што е работа со мене, да се прашаш. Кај сите го има, кај сите што работат јавна професија. Нормално, ја е го прифаќам присутно. тоа, само не можам да кажам дека е нормално и дека е супер. Ние Така не сме треба израснати да биде. така, ние сме израснати у фамилии што се релативно нормални фамилии, кај што сите се Скроз се здрави, нормални, живи. бе, како релативно. Па не, сакам Апсолутно да кажам. нормално. Ама работите работа која што е јавна и е малку по-ненормално од таа нормална Нема- средина во која што сте израснале. Израснале сите и јас ке се ставам во тие нормални луѓе. Да. Ако можам да се ставам. Се Може. надевам сега ми кажа ти љубопитност, а јас сум водител, Ама тебе морам тоа да ти е работа, прашувам. да. Чисто само да не се разбереме после да ми каже готово крај, не живе. Да. Више со тебе не сакам Брат, моќе не да идам те да видам. интервјуам, Тука ќе многу ме се интересира. прашува. Дали Дупер денес е таму каде што мислевте ете пред 10 години дека ќе биде? Не знам дали баш конкретно тука, ама Не, секако тука има- сигурно не во студиото кај нас. Во студиото сега дојдовме да кажеме Ова беше само. добро, да. Не ми текна. Не знам, ние се надевавме и сме размислувале позитивно секогаш, уште од кога почнавме, пошто нели немавме избор како да размислувам. И тоа не доведе да стигнеме до ова ниво каде што сме веќе задоволни и сме спремни да напредуваме повеќе. Сега не знам колку убаво ти одговори, мислам дека Ми одговори дека не сте имале немавме друг- конкретна замисла дека Тоа, ние да, сакаме немаме крајна да цел. имаме пример концерт на Антички. Тоа не сме го имале во сме сакале да сме. Сакавме да извадиме албум тогаш, сакавме да имаме повеќе песни, да имаме повеќе услови за работење, тоа исто се случи. Ја гледам дека има смена на генерации, на пример, луѓе што не слушале, сега имаат по не знам, не слушале пред 10 години, си имаат 35, 36 и више, повозрастни. да. Сега почнува новата публика, Сега нивните помладата деца публика. почнуваат да не слушаат и многу интересно. Да, па тоа е можда и Така да. најубавото, генерацијски да растат и новите генерации што допрва доаѓаат и што повторно да им бидат интересни. Мислам дека тоа е Супер е, да. Тоа е најубава потврда за музиката. како да. ми искулира супер, е, да. Не знам Нема зашто побаво така. од деца да те слушаат. Мислам, мене ми е најубаво. Не знам како да, мислам, и сите девојки на светот да се споразат едно дете, кој ќе ми значи искрено. Да. Од сите девојки? Кој сакаш да се бери? Сите девојки и едно дете. Јави сите девојки искрено. Јави дете. Едно Мислам дете. да ме слушаат детето, да. не Да, знам. едно детата слушај сите девојки. Да. А тие девојките можат да родат многу деца. Ово си underground деца. Не бе брат, среќен сум дете, замисли. Едно дете. Така се, две нека. Ајде, две деца. Премера. Да ве прашам сега вака, добивте награда кај Лазаров Да. и сакам да прашам Добивме колку две е важна награди. две награди.
Може на едната сум била надвор, заради тоа само Можда. една сум видела. Сакам да прашам колку е важно, пример, ете таа награда, иако е нешто символично, иако е, не знам, статуетка или што и да е, колку е важно признанието од самото општество за нешто што се прави, за трудот едноставно што го вложувате, што го давате. У случајов е супер, мислам, добра мотивација и добро е да се случуваат такви работи у Македонија. Главната причина што ја собира цела естрада. Да. И друга работа е што се промовира македонската музика, и не само македонска музика, него и спорт, и уметност, и што све, Апсолутно. за што све се дават награди. Се шири приказната, повеќе луѓе дознаваат за тоа што го правиш, така да дај Боже да има повеќе и емисии, и портали, и телевизии, да има телевизија со само македонска музика. Тоа Дај е, мислам, уште поголема награда за музичарите. Илчо, ти што мислиш, наградите важни ли се? За секој различно. Мене ми се супер затоа што, како што кажа Борис, некој го вреднува тоа што го работиш. Спротивно од тоа што го зборевме претходно, некој што те турка пак да се враќаш од кај што си дошол навидум. Ми значи затоа што се трудат исто како што се труди Лазаров да направи нешто поголемо во нашава земја и го ценам тоа заради тоа што многу ретко ни се случуваат убави големи работи Да. кај нас. И ни беше чест да присуствуваме таму сега. Ние им земавме 2 награди, ама па двајца сме од друга страна. Сакате Сега- по една дома да си Да, и имате. двете се кај него, што е многу јако. Се си собра, Да. Не ми ги дава наградите. а вие како се наградувате за вашите успеси? Ти кажам, тоа не е многу лоша карактеристика. Не Не се вадиме наградуват? песни, не идеме ни на пијачка, ни ништо. Знаеш како ги вадиме? Како, Од шал? не знам. Така, како Да, идеме кај? Да, и ќе си пишеме, еј, честито. Сериозно? Да. Зошто? Па не знам, некако магијата ни е нас упрењето на музиката, не е делеме испол. Добро, Сега маце поише даваме внимание. Тоаш маце Да. и требаше да седнеме да се договориме дека ова стварно е маце побитно него што го правиме. Мислам, вадењето на песната, маце го стававме како добра е да излезе. Знаеш, не беше како да ја завршивме излезе тоа Па што го да, ама правевме. вие сте го направиле тоа, некогаш да. треба само да се награди за не, оно не, што треба, за својот Тоа е, успех. Да, да. Некако природно си доаѓа и тоа. Да. Ќе си скочиме, ќе си направиме живели едно друго или пак ама тоа е поново. да, сега последно време. По една година ќе ми кажете, се договараме, правиме ли добар проект, поминува ли песна, поминува ли албум, поминува ли добар концерт. Купуваме карти и одиме негде на патување. А? Може. Патувате ли? Лето е. Па патуваме, да, сега не е дека нешто лудница, ама еднаш, два пати годишно сигурно. Да. Еднаш, два пати. Сериозно? Колку пати, не знам. Кажи Илчо ти. Ајде ти кјути Не ще знам, гледам. Не сум ја нешто многу, мислам убаво ми е, ама многу ми е некако, не знам. Многу не ќам дур да стигнам до таму. Ако можам да се телепортирам некако би било супер. Тоа ми е малце посебно кола возење, така поише од 2 сати. Ми е, ако не возам, ми е заморувачки повеќе него што ми е одмор. Вие сега, значи, фокус имате повеќе ставено на работа, па здравје Боже, понатака, кога ќе си течат сами работите, тогаш ќе се патува. Така е. Добро. Сега имаме едни летни дилеми. Треба да ми кажувате или. Летни Сам дилеми. по Сами Летни? ли заедно да се договараме? Врзани се за лето или? За лето, Или да. дека е лето, па се Затоа што, да. затоа што е лето, затоа што е жешко, затоа што ни е убаво, без разлика што се облечени по долги кошули, тоа е само заради инсектите кои што ни се придружни Да. вокали тука во отвореното Така е. студио. Имаме летни дилеми. Охрид или Грција? Што бираш, Илчо? Морам Охрид да кажам, баба ми е Охријанка. Да. И јас Охрид, наше. Добро. Изгреј сонце или зајди сонце? Зајди сонце. Многу ретко издржам изгресен. Не знам. Негде измеѓу ми е мене, ја и двете не ги сакам. Или треба да си станат рано или она времено која е измеѓу Кога ден и треба да ноќ. си дома? Па така ми смета на очи кога заоѓа сонце до малце. Ти ни едното ни другото сакаш да Па ми кажеш. нака и 4 поручек, така нешто. Летна авантура или сериозна врска? За тебе веќе знам што ќе ми кажеш. Ја би ги бирал и двете, само сега не можам. Ај сериозна врска, у сериозни години влагаме више.
Друга игра. Ле. Летно е ова, летна Може емисија. летна авантура што ќе прерасне во себе. Дилема е уште ти текнува, Дилема. летна дилема. Само да прашам нешто, дали пример фамилиарно дома имате онакви стеги, ајде кога ќе се жениш, време, треба внучиња да чуваме, стара ерген ќе останеш? Ајде sad. Се навлага до толку, не до да. толку. Дека има мерак. Само наков класичен фамилиарен живот, да, ама тоа и ја го имам како замислено, како цел животот, така да не е дека мислам и фамилија веројатно Да. единствено нешто што е важно во животот, све друго е споредно. Апсолутно ќе согласам. Ќе те оставам тебе да кажеш или? Не знам, ќе ме оставиш? Ќе те оставам, ајде. Што беше прашањето? Дали имаме имаш од дома? стеги? Дали пример притискаат од дома, ајде А кога? не, сега баш ми тоа мислев, да, сега проверив пред скоро да видам како се осеќаат околу тоа и добар сум. Немам стеги. Нема ништа? Не, Добро, све е окей. што треба. Кажете ми, плажа полна со луѓе или скриена плажа? Скријам. Ти сакаш да правиш некои глупости таму. Скриена, да. И ти Да. сакаш да правиш глупости, Па, добро. Еден месец без телефон или еден месец без бакнеш? Може да биде и нешто друго, освен бакнеш. Поише од еден месец без бакнеш, така што. Без бакнеш Да, некаде. јас би забав. А телефонот нема шанса. Па не е дека полесно е ова, нема врска. А не снимате TikTok? Да, Играм игрици, што. Леле, и јасно за бајле, обавезно, станувам со игрица. Што играш? Све. Све. Многу Тој. играм. Танга, купачи или долг шортс? На вас, не на девојките. Танга. Танга, купачи или долг шортс? Ова како да Зашто? некој ќе го избере танга. Види Да, вака. ја не знам кој би избрал тоа. Ја би избрал само за да се заебаваме танга, иначе пошто не знам дали некој. И тука има ли некогаш примерете шанса дали за зезање? Може сакате да ви се сонча, може сакате да се сончате? Ја Не, тоа не, не можам да го разберам, зашо би било логично тоа да е сунчано, што ќе смени тоа? Па не Или знам. гради која сунчаат жени, тоа не го разберам. Мислам, нас ни е супер кога го гледаме тоа, ама логиката која е позади тоа е ти дали знаеш случајно. Па за топлес ако ме прашуваш конкретно Да, дали сум за или не сум за, јас не сум се сончала до сега, не велам дека нема во иднина да се сончам, можеби на некоја интересна плажа, не знам Да се каква. заскрие на некоја па. Е, тие скриените плажи што ги кажавте вие, можеби би размислила, не знам. А за купачи, која станува збор за женски купачи, апсолутно сум за танга купачи да носат женски. Машки, не. А за женски? А тарзанки ти се свијаат на машко? Што е таа тарзанки? Па ние како вака, што се како Да, триаголни. ми се допаѓаат. Дечко, тие се најбоље, бе. Не знам. Тие се најбоље. Кажете Не ми за треба ни муавет да девојките. правите. Осте, вие мене ме фативте сега да ме прашувате. Танга купачи кај женски или целосно? Нормално. Бикини или како беше тоа монокини, како се Монокини, што е тоа монокини? Па тоа е вајде едноделно, како се Едноделно е, вика. не Мајка знам ти дека што се носила вика. изцело. Не знам. Со некоја А не, бикини по боле ми се. Бикини, ама Да. танга или боксерка? Танга нормално, кој А не А боксерка, не. зошто да го сонча задниот дел која не и се гледа, пример, да те Не, прашам? не, јас борам која нема купачи, зошто се сунчаат жените. Тоа не го сваќам, иначе за нормално кој не би избрал танга бе, за на жена. Многу му навлеговме, мислам, Ај, на сега, ова, добро. Тука ќе направиме мала кратка пауза да ве прашам кој од вас пие повеќе кафе во денот или не пиете воопшто? Да. Илче. Пијам јас доста кафе. Колку кафиња? Па 3 сигурно. Дневно. Ти, Борис? Ја можам и многу. без да пројдам. 3 кафиња, па може да се и многу, не знам. Ама за аристократ кафе не се многу 3 кафиња, затоа што тука имам многу повеќе од 3 кафиња. И гледај, имам 2 различни ваучери од исто место. Иста вредност, 2000 кафиња, они брати по 6 денари ги дадат. не се 2000 Може да те кафиња. частам ако се. Фала. Не се Што 2000 значи, ама кафиња да се Ова е разбереме како само. помало, ова е за макијата, ама 2000 само. кафиња по 100. А? Добро бе, Ја 20 макијата не кафиња пијам, имаш, да да. јал со ладно еспресо. А овие што се? Ова исто е за кафе. Исто За е за кафе, макијата. исто. 2000 макијата имаш. Фала. Кажете ми, дали се негувате? Дали, пример, обрнувате внимание на себе? Зашто Многу ми се смешно смеете? звучи, не знам. Не сакав да кажам се негувате. Мислам, секој човек треба да се негува, да, Да бе, да, ама чудно Да звучи. држи до себе. за кожа, за Не можам изглед, да имам биде ја чист. нега на кожата да кажам дека правам. Мислам, тоа ми е смешно ми звучи. Не си правил нешто, пример, на лице, нешто, пример, кремички. Сапун Фейслифт. и вода, тоа е, не знам. Тоа е мојата шминка.
Вака сега, јас ќе ви дадам по еден ваучер од Еберлин, тоа се нашите главни поддржувачи, имаат персонализиран пристап кон секој тип на кожа, така што некогаш доколку одлучите, па са и не мораете да биде конкретно за лице, може да биде некоја масажа или било што нешто. Тоа може друго. више, да, мене ми е кичма Повели да. вака. Илчо, јас тука Благодарам. сакам само да кажам дека погрешка напишав Нема врска. Борис Дупер, Јас сум бил Роберт. че подпишан, така што исто не ова. Двете се знаете? Да, Па да. нема врска. Јас сум Роберт, брат. Роберт. моје уше Добро. страшно што ми е. Нема врска. Зошто не ти се допаѓа така Илче некој ако те каже? Не, Илче као надимак да, ама Илчо е многу некако така, самото по себе е проблематично за да биде уште понагалено. Заокружено некако, мене тоа ми се. Да, Илчо. Да, Илчо, ајде, оди на масажа. Ајде. И уште едно нешто да ве прашам, дали сте гурмани? Јас да. да. Ќе ви дадам еден ваучер затоа што сте двајца. А тоа ни требаше два секако, овие други. Немам моментално во мене, Овие три имате ако имаш два. уште. Еве вака, со еден исто како два ќе си ги искористите. Другари сте, така што овој ваучер важи дупло. Емисијата ќе се гледа, јавна си е, така што тоа што сум кажала си И стојам идеме на тоа од таму и- 2004. Ама Ама ја ја ќе земам. немате ваучер, ама гледате емисијата. Гледа емисијата, сега ќе ти кажам. На Јури. телефон покажувам. Еве тука. Ти ги зема наградите за ја кафаната ќе ја земам. Добро, ја две масажи. А сега имаме предизвик, затоа што Емче не ни е тука. Емче секогаш има некои интересни прашања, вие ми ги дадоа од режија. За вас може би се спремни во длабокото. Ајде да видам колку вие знаете да нуркате во длабокото. Ајде. Илчо, Јас сум прв. 3 прашања. 3. 3. Еден. А ти на него му ги даваш? Ќе ги делиме или Не, не? различни Добре, си јас се имате. за тебе, да. Добро. Ако бе ти за него, он за тебе. Ајде. Може и така. Повели? Ајде. Еве јас. Може вака? Може, да. Како го избрав истото од преска. Свама? Еве, Да, дај. нема. Е, Чекај, стори, што ќе ти го давам некоја друго после. Чекај, ево, ајде не дали го има два пати да видам. Се зезнав изгледа нешто. не. Ајде, почнуваме од кој? Илчо, од тебе. Прво прашање, после одиме наизменично, Борис. Веруваш ли во карма и наведи некоја ситуација? Верувам дека ако правиш нешто, дека треба да очекуваш дека ќе има некакви резултати, ако е нешто позитивно, дека ќе имаш позитивни резултати. Ако е негативно, дека може да ти се врати исто така. Така што Веруваш. затоа па да, би рекол дека верувам. Да. Ситуација не ми текнува. Нешто да си направил добро и да ти се вратило со добро. Многу пати сум направил глупости и ми се вратиле, ама не би сакал да ги кажам. Аха, добро. Океј. Која книга последна прочит? Волшебникот од Оз. Пак ја читав Малиот принц. Малиот Да, и принц. многу е различно кога ја читаш, кога си возрасен и кога си дете, некако. Илчо продолжи со прашањето. Која е твојата најголема амбиција? Што сакаш да постигнеш? Најголема амбиција, не знам, валјда ова алудира малце повише кариерно, ама ја би сакал да бидам само спокоен и среќен кога ќе бидам Браво. стар, така што тоа би било изборот. Тоа може би најголемото богатство, да бидеш Па и мирен во задоволен, своја да кожа. речеме дека сум направил нешто што сум задоволен со тоа. Тоа би било тоа. Тоа. Тоа би било тоа. Борис, ајде А да сега видиме што стоп. има второ. Наброј 3 работи за кои мислиш дека другите ти се восхитуваат. Не знам. Ти се Популарност. восхитуваат. Ова восхитување не можам да го сфатам баш Ка- во смисла Ти се восхитуваат. Им се допаѓаат работи. Кои 3 Да. работи им се допаѓаат Им се многу вау. на... Да. да. Па не знам, мислам дека што сум нормален, емпатичен и фер, мислам дека тоа. Добро, интересни Мислам одговори. така ја се од Бра. гледам сега. Тоа може да не е Тоа така. може да не е така у нечие Интересни очи, одговори од Бра за себе. Да. Што е тоа што не може да го поднесеш кај друг човек? Па, не знам, многу работи ме нервираат искрено кај други луѓе. Пример ме нервира кога му зборам на некој и не ме слуша. Тоа многу ме нервира. Ме нервира кога ќе ми повтори некој 5-6 пати нешто што го сваќам. Не знам, многу работи ме нервира. Ме нервира ту влез кога не ми викаат добар ден. Тоа ме нервира. Не знам.
кога ќе дојам дома, кога ми збори некој цело време, тоа ме нервира исто. Многу работи ме нервираат. Кажи си вака ќе слушнат луѓето, ќе си знаат пример во околина што да прават барем слободно. Не, Еве го врска, просторот. се прилагодувам тоа, сега кога живееш со други луѓе, секако не може да си бидеш. Не за во врска. Комшиите ќе слушнат, ќе почнат да ти кажуваат добар ден ако случајно те одминувале, јас на тоа Се мислам. во тоа, одамна сите се само се шири таа некултура, више. Никој не вика А ти им викаш ли добар ден? Па ќе прекинам кај да е, пошто више доста име, не се утепа, мислам дека ќе го научат до сега, ама ништо не видно. Добар ден, Да, ме чудиш за ова што го кажуваш. Има изгубено тоа. Јас пример кажувам на Не. моите соседи, Така, ќе ми кажуваат има мене. луѓе што викаат, ама многу голем дел не викаат. Мислам, не зборам за сите, пошто има и супер суседи. Океј. Поздрав до комшиите на Илча. Не мора поздрав, само има и добро. Добро, тоаш не ме поздравуваме. Дали имаш тајна кој никој не ја знае? А, се чешаш А мислам кај што дека не те тоа е чеша. тајна у основа. Нешто што никој не го знае. Да, по дефиниција. Да. Сигурно кажи ја. имам, да. И кажи ја дополнително таму на А, тоа. тоа е, па тоа не го пишува тука. Ништо е, дај друго прашање. Ајде уште едно прашање. Да, Може дај јас да друго ти прашање, ова, да. Еве. Ова не, Ова со Еве тајна, едно. да, мора да се исклучи. Еве едно од мене, не знам што извлеков. Дали некогаш си бил приведен или затворен? А. Ако да, зошто? затворен. Приведен, не или сум бил затворен? ни затворен ни приведен. Значи не правиш лоши работи. Па не, не сум бил. пркосиш на законот. Не. Под скришно му пркоси. Не знам, пробувам да најдам ситуација кај што нешто блиску до ова, ама немам ништо вака. Не Со дај Боже законот да сум, имаш. мислам, Не скроз дај сум Боже да имаш. легален сум скроз. Момци, како Да. почнавме, супер завршивме. Како почнав? Па не можевме да се наместиме, сакав да кажам, Да, со да. светла, со камери, со... Ја викам да не кажавме нешто. Јас ќе ви кажам благодарам што дојдовте, благодарам што бевте тука, многу позитивна енергија имате, ме изненадивте, искрено не ве познавав претходно, имав сега чест и драго ми беше што запознавме, ќе се гледаме повторно, се надевам, Во добар вест. впечаток оставив. Заедно со Емче следната емисија ќе ја направиме, ако сега си извлечете од TikTok, следно нема да си Готово. извлечете. Ќе се извлечем и тогаш. Фала ти на поканата и супер си Да, правил. фала на поканата. Драги мои, се гледаме следна недела, до тогаш секако сакам да ви кажам да ги поддржите нашите генерални поддржувачи, тоа се Еберлин, да ги поздравам Микас кои што се грижат за нашиот изглед, да ги поздравам Аджико Хоум Центар со најдобрите летни реквизити на Bestway, Аристократ кафе, нашите гости секако си добија ваучерчиња за кафенце, да ги поздравиме Стар Боем, кои што имаат прекрасна тераса со прекрасен двор каде што може да уживате во овие летни вечери, да го поздравиме секако местото каде што снимаме Мирор, Хотел Мирор Бока ди Лупо и да не заборавам да ги поздравам нашите пријатели од Аквапарк Пробиштип, каде што се случуваат најголемите адреналински збиднувања во летните денови. А сега ви посакувам да имате убава вечер, се гледаме следна недела. Чао, чао. Интуиција не лаже. Да, интуиција не може. Не лаже. Brawl Stars играш? Brawl Stars, не, јас играм домино. Добре. Јас коцкар, човече, седнувам. Ова Махионка ќе го играш? исечам дефинитивно. Домино. Во домино и табла играм, да. Или во... Добре, таман, какви прашања ќе ти супер кажам. Нели? А што сакаш да докажеш? Не знам. Во длабокото сакав да кажам, ама се збудив. Па добро, да што? Да. Карлито, рез. Не, рез. Ќе биде, како ќе биде. Искрени бидете. Тоа за тиктоците само нема Да, потреба, да. иначе другото беше све окей. Ама ќе снимаме сега Не, она не, за инает. Нема да Не, стигне. не. За Еден чиф TikTok, инает. ќе го видите вие сега. Јас Еве ова ти е ветувам добар дека TikTok.